Драги наши слушателки, мило ни е што сме повторно заедно во програмата Жени со надеж. Се надеваме дека сте добри и здрави. Денес ќе зборуваме за една сериозна, а се присутна тема – жените кои имаат насилни сопрузи. Мислам дека оваа тема е многу значајна и дека досега немавме вистинска прилика да разговараме за неа. Насилството за жал е насекаде околу нас, па дури и во самата црква. Да, и јас бев непријатно изненадена колку насилни сопрузи можат да се најдат меѓу верени и на изглед побожни луѓе. Тоа е навистина страшно, и пред Бог, и пред луѓето. Насилството е неприфатливо во секој случај, но уште пострашно кога се случува меѓу луѓе кои за себе мислат дека се поинакви, променети, помирени со Бог, подготвени да служат и да љубат безусловно. Верувам дека ова прашање е можеби уште посложено кога станува збор за црквата. Ако земеме пример каде мажот е насилник, а и двајцата одат во црква, тогаш жената се соочува со дилемата дали тоа да го прифати како свој крст или да се обиде да излезе од таквата ситуација. Токму за тоа ќе разговараме денес. Ќе се обидеме да дадеме примери и објаснувања и ако успееме барем некому да помогнеме или да разјасниме некои дилеми, ќе ни биде драго. Така е. Како и секогаш ќе ни биде драго да добиеме повратна информација од вас, некој коментар или прашање. Затоа можете да ни пишете на мејл zenisonadeš@gmail.com или на Facebook и Instagram страниците под името Жени со надеж и да ги споделите вашите мислења со нас. И како што истакнавме во претходните епизоди, зборуваме за теми кои се однесуваат на жената. Не значи дека мажите не треба да не слушаат, но говориме пред се за положбата на жената. Така и во денешната епизода сакаме да истражиме положбата на жената во ситуација кога нејзиниот сопруг е насилник. Во продолжение на епизодата, најпрво ќе зборуваме за семејното насилство со акцент на насилството над жената од страна на сопругот. Потоа, како и секогаш, ќе разгледаме истата тема во светлина на христијанството и Светото писмо. Верувам дека ќе биде корисно, затоа ве покануваме да останете со нас во наредните 20 на минути. Денес разговараме за жени кои се во брак со насилен сопруг. Ке се обидеме малку да објасниме оваа тема, особено кога станува збор за брачни парови кои се сметаат за верници, кои живеат според христијанските начала, а сепак имаат проблеми со насилство во домот. Можеби би можеле за почеток да објасниме што воопшто представува насилството. Постојат различни видови на насилство. Би дала сега збор на Моника, за да ни помогне во овој стручен дел од епизодата. Драга Моника, добре дојде и ти благодариме што повторно си со нас и што ќе ни помогнеш да научиме нешто ново. Денес разговараме за семејното насилство и ни треба твоја помош за да ги дефинираме основните поими. Ви благодарам, девојки, за можноста повторно да бидеме заедно. Подготвена сум, па да почнеме. Семејното насилство е однесување во кое еден член на семејството го загрозува телесниот интегритет, психичкото здравје или мирот на друг член од семејството. Семејното насилство е регулирано со Законот за семејство, но истовремено представува и кривично дело. Секој има право на заштита од семејно насилство согласно законот. Според законот, под семејно насилство се подразбираат следниве дејства: нанесување или обид за нанесување телесна повреда, предизвикување страв со закана за убиство или повреда на член од семејството, присилување на сексуален однос, наведување на сексуален однос со лица по 14 години или со немоќно лице, ограничување на слободата на движење или комуникација со други лица, наведување и секое друго дрско, безобзирно и злонамерно однесување. Постојат повеќе видови насилство, нели? Можеш ли да ги класифицираш? Да, насилството во семејството се дели на неколку вида. Физичко насилство, тоа подразбира употреба на телото или на оружје со цел закана, казна, доминација, контрола или повредување на друга личност. Вклучува тепање, удирање,
давење, шутирање, повреди со предмети, изгореници и слично. Психичко насилство е сериозна закана по животот или телото на член од семејството, постојат заплашување, критизирање, потценување, уцени, манипулации, создавање чувство на несигурност, вербално малтретирање и така натаму. Сексуално насилство е секој чин на присила во сексуален однос, силување или понижување врз сексуална основа. Често е придружено со физичко и психичко насилство. Економско насилство е одземање пари, контрола на приходи, забрана за работа, ограничување на располагање со сопствени средства, финансиска уцена и друго. Исто така, постои пасивно злоставување, тивок, суптилен облик на насилство кој често води кон физичко насилство. Вклучува занемарување, игнорирање, духовно и интелектуално понижување. Кои се мерките што може да се преземат за заштита кога некој ќе пријави насилство? Законот предвидува мерки за заштита како што се наредба за иселување на насилникот од домот, наредба за вселување на жртвата во домот, забрана за приближување кон жртвата, забрана за пристап до местото на живење или работа, забрана за понатамошно вознемирување. Овие мерки ги изрекува судот и може да траат најмногу 1 година со можност за продолжување ако причините останат. Постапката е итна, првото рочиште мора да се закаже најдоцна во рок од 8 дена по поднесување на тужбата. Кои можат да бидат жртви на ова насилство? Жртви можат да бидат жени, деца, мажи, како и стари и немоќни лица. Но денес зборуваме за насилство над жените. Жените многу често се жртви на своите најблиски. Семејното насилство е најчест облик на насилство врз жените. Според статистиките, помеѓу 40% и 70% од убиствата во кои жртви се жени, сторителите се нивните сопрузи или свршеници. Не секогаш станува збор за физичко насилство, често и психичко или вербално. Многу случаи остануваат непријавени, па бројот на жртвите вистински е далеку поголем од прикажаниот во статистиките. Иако овој проблем најчесто се појавува во хетеросексуални односи, постои и во односи меѓу жени, например меѓу мајка и ќерка, или меѓу жени што живеат под ист покрив. Насилството во такви односи е речиси исто толку присутно како и во хетеросексуалните врски. Дали е тоа појава што се среќава насекаде во светот? Насилството во семејството е феномен што постои во сите земји и култури, луѓе од сите раси, етнички припадности, верски, политички и сексуални убедувања, како и од различни општествени и културни нивоа и двата пола, можат да бидат сторители на семејно насилство. Свесноста на јавноста за семејното насилство почнала да се развива со појавата на женското движење, особено со феминизмот и борбата за женски права во 70-тите години на 20 век, чии главни заложби биле решавање на проблемот со тепаните жени, чии напаѓачи биле нивните сопрузи. Свесноста и разбирањето на семејното насилство, како и начинот на документирање на овие престапи се разликуваат од земја до земја. Се проценува дека во САД и Велика Британија само 1/3 од случаите на семејно насилство се пријавуваат во полиција. Според некои истражувања, секоја 4-та жена на Балканот трпи семејно насилство. За жал, во Македонија бројот на такви случаи постојано раста и некои од нив завршуваат дури и со смрт. Темата на нашата денешна епизода, покрај општите дефиниции што ни ги објасни Моника, е и појавата на овој феномен во христијанските семејства, кои тврдат дека живеат според начелата на верата, љубовта и мирот. Може би во таквите семејства уште потешко да се препознае насилството, или да се најде сила да се пријави и процесира. Имаш ли информации за тоа? Да, малку ја проучував и оваа тема за потребата на епизодата. За жал се поголем број луѓе бараат совети и поставуваат прашања дали е правилно сопружниците да се разведат поради насилството или треба да го носат својот крст и да трпат.
Се повеќе луѓе се согласуваат дека не се грешни оние кои ја напуштаат семејната заедница во која трпат насилство, туку оние кои го вршат тоа насилство. Верувам дека насилниците во ваквите семејства туку ми се подпираат на ставот дека жртвата треба да трпи и да молчи, било од срам, било за тоа што мисли дека така му е угодно на Бог. Особено се истакнува ставот што често се злоупотребува дека Бог го мрази разводот. И навистина, во Светото писмо на повеќе места, уште од Мојсеевиот закон, па натаму запишано е дека на Бог му е омразен разводот и дека бракот меѓу маж и жена представува метафора на единството меѓу Христос и неговата црква. Во тој контекст бракот е завет, посветување, сојуз што треба и да трае вечно. И самиот чин на венчавка го потврдува тоа. Она што Бог го соединил, човек да не разделува. Постојат свештеници кои сметаат дека разводот не треба да се случи под никакви околности, но морално гледано никој што живее според христијанските вредности не би можел рамнодушно да гледа нечие страдање и злоупотреба во семејството под изговор дека тоа е Божја волја и дека треба да се трпи. Насилникот всушност веќе го напуштил својот завет и сојуз со партнерот. Се откажал од начелата на кои се заветувал и ги прекршил сите ветувања што ги дал. Насилството е токму она што Бог го осудува насекаде во Светото писмо, бидејќи во него се користи сила и моќ за да се повредат ранливите, а тоа е секако спротивно на христијанските начела и вредности. Би сакала да истакнам уште две нешта. Прво, Бог не ги признава вонбрачните односи и го смета бракот за единствена установа во која партнерите треба да живеат, да создаваат семејства и да ги воспитуваат децата. Тоа е сосема различно од граѓанското законодавство, каде што брачната и вонбрачната заедница се речиси изедначени. И второ, ова што го зборуваме се однесува пред се на сопружници кои обајцата се изјасниле како верници, кои живеат според начелата на Светото писмо. Постојат и други бракови во кои едниот сопружник е верник, а другиот не е. И за тоа има упатства во Светото писмо. Но тоа е посебна тема за која ќе зборуваме можеби некој нареден пат. Да, мислам дека сега треба да застанеме и да го завршиме овој дел од епизодот. Има многу чувствителни теми и прашања, но ние немаме проблем да ги поставиме и да зборуваме за работи што често се туркаат под тепих. Дури ако понекогаш погрешиме со заклучоците, важно е да отвориме темата за нас и за нашите слушателки. Се согласувам, темата е чувствителна, но верувам дека ќе биде корисно што зборуваме за неја јавно и отворено. Некому тоа сигурно ќе му помогне, а и ние самите ќе научиме нешто ново за работите што не обкружуваат. Драга Моника, ти благодарам што учествуваш и во денешната епизода. Повторно сме тука следната недела, а вие, драги слушателки, останете со нас и во продолжение на епизодата, кога ќе ви раскажеме една библиска приказна поврзана со денешната тема. Драги наши слушателки, денес зборуваме за семејното насилство. Во првиот дел на емисијата разгледавме темата од научен аспект. Дефиниравме некои основни поими, а сега ќе ви прочитаме една приказна од Светото писмо, што зборува за еден сопруг кој бил насилник. Нена, можеш ли да се сетиш на некој пример, можеби од Стариот Завет? Да, се обидов да најдам неколку примери и верувам дека ги има повеќе. Положбата на жените во старото време не била сјајна. Не знам колку воопшто имале права или колку можеле да се заштитат од насилство. Па и денес, во многу земји, таквиот став кон жената се уште постои. Традицијата, јавното мислење, сето тоа и понатаму овозможува жените да бидат третирани неправедно, иако пишаните закони тоа не го одобруваат. Агар побегнала од насилството што и го правела нејзината господарка. Зборувавме и за силувањата што ги доживувале дури и принцези, а камоли па обичните жени. Што се однесува до сопрузите, не сум сигурна на кого мислиш? Има повеќе примери, но за денес одбрав една приказна за Навал и Авиегеја.
не се спомнуваат често, може би не се многу познати имења, но приказната е мощна, поучна и се совпаѓа со нашата тема. Таа се наоѓа во првата книга Самуилова, глава 25. Ајде заедно да го прочитаме текстот, подолг е, но многу интересен. Секако. Имаше во Маон еден човек многу богат, а имотите му беа на Кармил. Тој имаше 3000 овци и 1000 кози. Тој беше на стрижење кај овците своји на Кармил. Тој човек се викаше Навал, а жена му се викаше Авигеја. Таа жена беше многу убава и умна, а тој жесток и лош човек. Тој беше од родот на Халев. Давид слушна во пустината дека Навал ги стриже овците своји. И Давид испрати 10 момци и им рече Давид на момците: одете на Кармил, појдете кај Навал, поздравете го од мое име и кажете му вака: мир на тебе, мир на твојот дом, мир на се што е твое. Денес слушнав дека ти ги стрижат овците, ете овчарите твои беа со нас и ние не ги навредувавме и ништо кај нив не се загуби за сето тоа време додека стоја на Кармил. Прашај ги слугите свој и тие ќе ти кажат. Затоа нека најдат момците благонаклоност во твоите очи, бидејќи во добар ден дојдовме. Дај им пак на слугите твои и на синот свој Давид она што ти се наоѓа при рака. Давидовите луѓе отидоа и му ги кажа на Навал од името на Давид сите тие зборови и замолчаа. Навал им одговори на Давидовите слуги и рече: кој е тој Давид, кој е тој син Јесеев? Сега има многу слуги кои бегаат од господарите своји. Зар да ги земам лебот свој и водата своја и месото што сум го приготвил за стрижачите на овците и да им дадам на луѓе што не ги знам од каде се? И Давидовите луѓе се вратија по својот пат, се вратија и дојдоа, таму ги соопштија на Давид сите тие зборови. Тогаш Давид им рече на луѓето своји: препашете го секој мечот свој. И сите ги препашаа своите мечеви, го препаша и Давид мечот свој и тргнаа по Давид околу 400 мажи, а 200 оставија кај логорот. Но еден од слугите јави на Авигеја, жената на Валова, велејќи: ете, Давид испрати од пустината извештувачи да го поздрават нашиот господар, но тој се однесе кон нив грубо. А тие луѓе се многу добри кон нас, не навредуваа и ништо не се изгуби кај нас за сето време додека одевме со нив и додека бевме во полето. Тие беа за нас како зид и дење и ноќе за сето време, додека ги пасевме стадата близу до нив. Затоа помисли и види што да се прави, бидејќи неизбежна несреќа му се закани на господарот наш и целиот дом негов. А тој е лош човек, не може да се говори со него. Тогаш Авигеја на брзина зеде 200 леба и 2 мешини со вино и 5 овци сготвени, 5 мери пржено жито, 100 врзопи суво грозје и 200 низи смокви и ги натовари на магариња, па им рече на слугите своји: тргнувајте пред мене, ете јас ќе одам по вас. А на мажот свој Навал ништо не му кажа. А кога таа седната на магаре се спушташе по падините на планината, ете во пресрети доаѓа Давид и луѓето негови и таа се сретна со нив. И Давид рече: та залудо го пасе во пустината целиот имот на тој човек. И ништо не се изгуби од тоа што беше негово. Тој ми плаќа зло за добро. Нека Господ му прати на Давид најголема казна и уште повеќе да му додаде, ако утре до разданување од се што е Навалово остава макар едно суштество што мокри покрај зид. Штом Авигеја го вида Давид, таа брзо слезе од магарето, падна ничкум пред Давид и се поклони до земја. Падна до нозете негови и рече: врз мене да е гревот, господаре мој, дозволи на робинката твоја да говори во ушите твои и слушни ги зборовите на робинката твоја. Нека не обрнува внимание господарот мој на тој лош човек, на Навал, зашто како што му е името, таков е и тој. Навал му е името и безумието е со него. А јас, твојата робинка, не ги видов слугите на мојот господар што си ги испратим. И сега, господаре мој, ти се колнам во Господ и во душата твоја. Господ нема да дозволи да пролеваш крв, а ќе ја задржи раката твоја да не се одмаздуваш. И сега нека бидат како Навал твоите непријатели и овие, кои мислеа лошо против мојот господар. Еве ги даровите што робинката твоја му ги донесе на својот господар, за да им се разделат на момците кои му служат на мојот господар. Прости ја вината на робинката своја,
Господ без друго ќе подигне за мојот Господар цврст дом, зашто мојот Господар води Господови војни и во текот на целиот живот твој зло нема да се најде во тебе. Ако човекот стане да те гони и да ја бара душата твоја, тогаш душата на мојот Господар ќе биде сврзана со јазелот на животот кај Господ, твојот Бог, а душата на твоите непријатели тој ќе отфрли како од праќа. И кога Господ постапи со мојот Господар според сето добро што го говореше за тебе и те постави за водач на Израел, за срцето на мојот Господар тоа нема да биде огорченост и неспокојство, зашто пролеал напразно крв и зашто си се спасил. Господ ќе му направи добро на мојот Господар и ти ќе си спомнеш за робинката своја. А Давид и рече на Авигеја: Благословен Господ, Бог Израелов, кој ти испрати денес во пресред мој. И благословен да биде твојот разум и благословена да бидеш ти. Поради тоа што сега не ме остави да пролеам крв и да се одмаздам за себе си. Но се кулнам во Господ Бог Израелов, кој ме задржа да не ти направам зло. Ако не побрзаше и ако не ми дојдеше во пресред, тогаш утре до разденување јас немаше да му оставам на Навал ниту едно суштество што мокри покрај зид. Тогаш Давид го зеде од рацете незини она што му го беше донела и рече: Оди си со мир во домот свој. Ете го послушав гласот твој и го прочитав лицето твое. Авигеја дојде кај Навал и ете кај него во домот негов гоштевање како царска гозба. И срцето на Навал беше весело. Тој беше многу пијан, зашто тоа ништо не проговори. Ни многу, ни малку, до изутрината. А изутрината кога Навал се истрезни и жената негова му раскажа за тоа, срцето негово замре и тој стана како камен. По 10 дена Господ гудри Навал и тој умре. Кога Давид слушна дека Навал умрел и рече: Благословен да е Господ, кој врати за срамот што ми го нанесе Навал и кој го зачува својот слуга од зло. Господ ја сврта злобата на Навал врз неговата глава. И Давид испрати да ја кажат на Авигеја дека тој ќе ја земе за жена. И Давидовите слуги дојдоа кај Авигеја на Кармил и рекоа вака: Давид ни испрати кај тебе за да те земеме да му биде жена. Таа стана и се поклони ничком до земјата и рече: Ете робинката твоја готова да биде слугинка, за да ги мие нозете на слугите на мојот Господар. Авигеја се подготви на брзина, седна на магаре и придружена од 5 слугинки, тргна по известувачите на Давид и стана негова жена. Ова е како филмски заплет и расплет, навистина интересна приказна, а некако недоволно позната. Секако интересно и како е опишан овој човек, нечист, зол, ништожник. Би можеле да го наречеме насилник, иако нема директен доказ за тоа. Неговата жена вели дека е безумен, неговиот слуга го нарекува ништожник, што секако не е добра репутација. Очигледно бил себичен, нечувствителен на човечката мака и потреба, неблагодарен, а од друга страна пишува дека имал гозба достојна за цар и дека бил расположен само кога бил пијан. Секако не е човек со кој би сакале да живееме или да ги дадеме нашите керки за мажење, да речеме. Но несомнено е дека бил богат и дека имал многу имоти луѓе околу себе. Неговиот однос кон слугите се гледа и во тоа што Давид му се представува како син, а тој одговара: кој е тој? Синот на Јесеј. Значи тој го знае Давидовото потекло и татко му. Можно е да бил постар човек, бидејќи претпоставувам дека Давид не би се представил како син некому кој му е врсник. Исто така ми привлече внимание кога рече: многу слуги денес бегаат од своите господари. Бидејќи Давид бегаше од Саул, својот господар кој сакаше да го убие, можеме да претпоставиме дека и Навал бил еден од тие сурови и безкомпромисни владетели, автократ, кој владел само затоа што имал пари и сигурно никој не би му служел доколку не морал да ја заработи својата плата. Судејќи според се, Авигеја била целосно спротивна и никаде не се спомнува како воопшто станала негова жена. Но верувам дека тоа не е било лесно. Во секој случај, таа била разумна, храбра жена, доволно храбра за да превземе иницијативи покрај таков маж. А слугите очигледно го знаеле тоа што се обратиле токму кај неа. Не се наведува дали имала деца, но најверојатно била многу помлада од својот сопруг и без пород. Бидејќи на крајот се подготвува со своите слугинки и заминува со Давид.
Тоа значи дека подосна станала една од неговите жени во царскиот двор, но не тргнала со него од комфор. Тогаш Давид бил повеќе бегалец кој се криел по планините отколку цар со престол. Навал доживеал нешто како удар кога слушнал што направила оваа храбра жена. Замисли, таа не само што зела храна и дарови, туку тргнала преку планината на магаре, директно спротивувајќи се на волјата на својот маж и направила токму спротивно од она што тој го сакал. Мислам дека не можел да го поднесе тоа. Верувам дека тука била присутна и Божјата волја, можеби Бог сакал да ја спаси од тортурата во која живеела. Во секој случај, тука би сакала да ја нагласам женската храброст. Кога си во право, кога сакаш да направиш нешто добро, кога знаеш дека Бог и правдата се на твоја страна, нека не ти недостига мудрост и храброст да действуваш. Мудроста е исто толку важна. Во животот на оваа жена гледаме дека била брза и ефикасна кога требало да се преземе нешто, но и доволно мудра да го пречека вистинскиот момент, кога нејзиниот маж бил свесен и трезен за да му ја каже вистината. Пишува дека бил расположен додека пиел и се веселел, но таа не сакала да ризикува толку важна работа во момент на неговата непромисленост. Можеби би реагирал поинаку, кој знае. Во секој случај, мудрата, брза и храбра Авигеја целосно ги освои моите симпатии. И не само твоите. Давид, како мудар и храбар човек, посакал токму таква жена покрај себе. Така, од маж насилник, таа добила маж цар, и тоа Давид, на кого му родила син. Бог на вистина е Бог на чуда. Тука стигнавме до крајот на ова, а до следната епизода, драги наши слушателки. Ако сакате да дознаете нешто за што досега не сме зборували, или сакате да споделите свое искуство или животна приказна, тука сме за вас. Следете не на социјалните мрежи Facebook и Instagram под името Жени со надеж или пишете ни на мейл zenisonades@gmail.com. До слушање во следната епизода. Останете ни здрави и безбедни, нека ве заштити и благослови Бог.